Благодарам, господине Мисовски. Почитувам Велковски, јас наистина не можам да не се начудам на вашиот говор, кога зборувате за одредена амнезија, па кажувате како само 2 години сте на власт. Вие веќе 3-та година владеете во Република Македонија, и то целосно, и локално, и државно. Еве сега имате и председател подржан од ваша страна. Доаѓаме од една иста општина, тоа е општина Аеродром. Аеродром, општина која што само фиктивно има некаква политичка активност, бидејќи и нашиот и вашиот градоначалник, граѓаните го бараат, не можат да го најдат, за да има баланс, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е нормално во притвор. Почитувам Велковски, велите извештајот на Прибе. Извештајот на Прибе, најглавниот заклучок. На Македонија не и требаат нови законски решенија. Тие таа ги има доволно и тие се усогласени со европската легислатива. На Македонија и требаат луѓе кои што ќе имплементираат овие законски решенија. Еве 3 години видовме за каква имплементација на законските решенија станува збор. Зборувате за странски директни инвестиции. Па соседна Србија само до пред 3 години модел и примери беше Република Македонија за привлекување странски инвестиции. Сега во Република Србија по глава на жител е прва во регионот по странски инвестиции по глава на жител. Македонија падна за 10 места надолу. Во општина Аеродром, општината од каде што доаѓаме и јас и вие, граѓаните велат: ај што не прават нови паркови, ај што не го изградија училиштето и македонскија кој што го ветија, ај што не ја почнаа новата гимназија која што ја ветија, ај што еден проект не преземаа за намалување на загадувањето во градот Скопје во општина Аеродром. Не може да ги одржувате објектите кои што ги направија и претходните градоначалници и претходната влада. Е, така ли блескаме, господине Велковски? Еве денес се гледаме и вашата нарачана анкета. Верувајте во неа. Верувајте во неа, прифанете го предизвикот што го нуди опозицијата да излеземе на избори и мандатот да го вратиме на граѓаните на Република Македонија. Редно е тие да одлучат дали ја терате работата во вист правец или дебело ја погрешивте. Ние сме само месеци пред формирање на техничка влада и тоа едноцифрен број на месеци, не цела година. И во овој период со вакви популистички мерки за кои што впрочем нас не критикувавте, зголемување на плати 36 денари, зголемување на пензии, мислам дека дебело уште еднаш ке повторам ја подценувате интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. И ве убедувам, и за ваше добро е тоа, да конечно се охрабрите и според анкетите кои што денес вие ги нарачавте, а водите на нив, да одиме на избори и мандатот, односно власта да ја вратиме кај граѓаните на Република Македонија. И благодарам. Контрареплика, пратеник од Велковски, да име повелете.